Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3. Третото информативно издание на нашата телевизија за денеска е во 20 часот. Еве ги насловите. Бројни граѓански проблеми и овој пат во фокусот на седницата предвидена за советнички прашања. Избран новиот состав на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис отфрли повлекување на Грција од еврозоната, истакнувајќи дека тоа не би било рационално решение за грчката криза. Машката македонска ракометна репрезентација се избори за настап на Европското првенство, што следната година ќе се одржи во Полска. Ова се само дел од содржините. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Добро вечер, тредневник на К3. Капацитетите на градинката Ангел Шајче ќе се прошируваат со средства од УНДП. За сега, поради проблеми со електрично напојување, не функционираат семафорите. Тротоарите ќе се обновуваат во текот на летово, но крупните проекти како Чоробенско ќоше нема да стартуваат. Дел од општинската администрација ќе се сели во поранешните простории на Козјак. Ова беа дел од прашањата поставени на денешната седница на Советот на општина Куманово. Семафорот на Октомвриска не функционира бидејќи има проблеми со електрична енергија. Пари за ново осветлување во Куманово баш и нема, но проблеми и делегираната надлежност, но и проблеми и Советот за јавни набавки, тело кое што им представува најголем проблем на општините од Македонија. Законските пречки се навистина ригорозни, но сепак се очекува профункционирање на новиот закон кој делумно ќе ги реши овие проблеми. Ова беа дел од прашањата кои се поставени на денешната седница на Советот, како и дел од одговорите. Советниците делумно или целосно беа задоволени од одговорите на локалната власт, но и на општинската администрација. Културно лето оваа година нема да има, како што тоа беше случај во минатото, согласно финансиската состојба на општината, рече првиот човек на градот. Ке има одредени настани кои заслужуваат внимание, но само кај пошироката публика. Бројот на реализирани проекти може да прескочи. Уште повеќе загрижува фактот дека квалитетот на сработеното е на многу ниско ниво. Като само да се брои кога реализација, а колку ќе трае и какви ефекти ќе има, воопшто не е важно. Едно од ретките работи кои се водат како направени во последно време е подпорниот зид и тротоарот на делот на улица 3 Македонска одредна бригада. Не случајно велам, само се водат како направи. Ако сте имале прилика да новиот пеш да поминете по овој тротоар, јасно ќе ви е зашто. Тротоарот е направен од бекатон плочки кои се толку лошо наместени што одењето по нив е со голем ризик за оној кој пешечки. Сигурно, типе што минуваат таму си поставуваат прашање од типот. Кој е изведувачот на овие работи? Кој е надзорниот орган и дали на изведувачот на работите му е подпишано дека е завршила работите? Дали изведувачот дава временска гаранција за завршената работа? Дали инвеститорот платил за вака квалитетно извршената работа? Она за кое констатирате со право констатирате, е резултат на она што е резултат на слегување на земјиште, бидејќи таму имаме куњевици, значи еден дел од земјата која е висината на 4-5 метра, тоа е многу тежок проект за идветма и е нормално набивање од тако тесен простор да створи такви неравнини кои најверојатно по ова ваше прашање ќе биде повикан изведувачот. Состојбата останува иста со Чоробенско ќоше, еден од највлијателните проекти кои што ги најавуваше локалната власт уште во 2013 година. Сепак, општинската администрација ќе остане да се турка во старата зграда. Дел од неа ќе се сели и во простории кои што ќе бидат земени под закуп. Мене ме интересира дали ќе се предземе нешто да се изградат нови и реконструираат постоечки патеки за пешаци, односно тротоари, и за велосипедисти. Бидејќи дел од улиците немаат тротоари и граѓаните се приморани да се движат по сообраќајните ленти,
а дел од улиците кои имаат истите се оштетени, ископани, подигнати од корените на дрвјата кои се наоѓаат во непосредна близина и се деловно непогодни за движење. Поправка на или доизградба на тие такви потези, значи негде во вредност од 4 милиони денари, ми се чини дека е. Куманово нема да добие градинка, но ќе добие проширување на постоечкиот капацитет кај градинката кај поранешната фабрика 1 мај за околу 600 метри квадратни, што делумно ќе го реши проблемот со зголемениот број на барања за згрижување на деца. Годинава нема да се сели ниту училиштето кај Зик, кое што навистина им представува проблем на жителите од тој дел на градот. Сите куќи кои се прогласени за склонопадни и представуваат опасност по животот на граѓаните ќе бидат срушени во најкраток временски рок. Изготвена е документација од страна на надлежната инспекција која е пратена до Оделението за урбанизам, пошто ќе бидат изречени правосилни решенија со кои се предвидува уривање на куќите, без оглед дали сопственикот се согласува или не на ваквиот чекор. Во рок од 1 година треба да се спроведе проектот за отстранување на старите руинирани куќи нотирани на неколку локации во градот, беше кажано на седницата на Советот како одговор на едно од советничките прашања. Оваа тема особено актуелна стана по затварањето на улицата Ленинова, каде пред известно време една од куќите стана сериозна опасност од паѓање и предизвикување опасност по животот на минувачите. Од комуналната инспекција информираа дека се јавува проблем со сопствениците на овие објекти, каде што во најголем дел не се сложуваат да бидат урнати, но без оглед на нивното негодување веќе се водат постапки за сите 20 на објекти кои наскоро ќе се рушат. Најпрвин според планот ќе бидат урнати старите градби на потегот кај Чоробенско ќоше. Во тек е постапката, значи утврдени се сите склонопадни објекти, како што е Чоробенско ќоше, објектот Карши Аркадија, објект кај Димитар Влахов, потоа објектот на Ленинова и уште неколку такви објекти кои ги имаме, меѓутоа имаме и објекти каде што самите сопствениците ги имат срушено. Во главном се работи за објекти кои што се сосопственици, со повеќе сосопственици, кои што не живеат тука и постапката за нивно отстранување оди многу тешко. Значи, ние имаме извршено увид на лице место, направено записници и сето тоа го имаме проследено до секторот за урбанизам, кој е должен да донесе решенија по истите. Решенијата треба да бидат правосилни, така да ние тогаш донесуваме заклучок за дозвола за извршување и ги уриваме објектите доколку инвеститорите не сакат самите да ги срушат. Од комуналната инспекција уште еднаш упати апел до сопствениците затоа што доколку се согласат и соработуваат, имаат можност согласно урбанистичкиот план на истото место да се изградат нов објект. Во спротивно, законот предвидува бришење на куќата од катастар и истиот се води како непостоечки. Износувањето на градежниот шут паѓа на товар на сопственикот на куќата. Почина четвртото момче кое што беше повредено во тешката сообраќајна несреќа која се случи на 9 јуни во Кумановската населба Бедиње, потврди Кумановската полиција. Во тешката сообраќајна несреќа на лице место починаа 2 од момчињата. Едното им подлегна на повредите на патот кон Кумановската болница. Бројката на жртвите од оваа сообраќајка се искачи на 4 лица, сите млади на 17 и 18 години. Почина и 17-годишниот ЗИ од Куманово, кој беше тешко повреден во сообраќајната несреќа која се случи на 9 јуни кај Бедински мост. Момчето од Куманово виднаш по сообраќајната несреќа беше однесено на Оделението за хирургија и откако му беше укажана помош, беше испратен во ургентниот центар во Скопје, а оттаму на една од клиниките. Бројката на починатите во оваа сообраќајна несреќа се зголеми на 4. Во сообраќајната несреќа која се случи во населбата Бедиње, на лице место починаа 2, а едното момче подлегна на повредите на патот кон Кумановската болница. Сообраќајката се случи откако БМВ-то, во кое се превезуваа четворицата млади, изгуби контрола на улицата 11 ноември пред Бедински мост, ја проби заштитната ограда на надвозникот и излета на автопатот. Во тој момент на автопатот Куманово-Табановце поминувала цистерна, која, за да го избегне автомобилот, се превртела и преминала на спротивната автопатска лента. Сообраќајната несреќа кај Бедиње е една од најтешките сообраќајни несреќи според бројката на жртвите од почетокот на оваа година во Куманово. Инаку 3 момчиња се жители на Куманово, а едното од Липковско Вакснице и сите имаат по 17 и 18 години.
Моја бизнис идеја беше тема на конкурсот кој го реализира Центар за меѓукултурен диалог и Европскиот институт од Бугарија, како дел од проектот Е-регион можност за развој, финансиски поддржан од програмата за прекугранична соработка ИПА. Потрагата по иновативни, ефективни и одржливи бизнис идеи заврши со избор на најдобрите. Во рамки на проектот Е-регион, Центар за меѓукултурен диалог и Европски институт Благоевград објавија конкурс за предприемнички иницијативи со цел да ги поддржат младите да ја претворат својата бизнис идеја во реалност. Потрагата по иновативни, ефективни и одржливи бизнис идеи заврши со избор на најдобрите. Отпочнавме пред месец и пол скоро конкурс за нови предприемачки идеи, кои имаат на некој начин влијание на прекуграничниот регион Македонија Бугарија, но можат исто да бидат применливи и воопшто и во Македонија и во Бугарија. Денеска имаме една завршна пресконференција каде што сакам исто да ги доделиме и наградите. Веќе разгледавме различни идеи кои ни пристигнаа. Дел од нив имаат навистина многу јак предприемачки потенцијал. И се надеваме дека со наградување на Викторија и Николчо, кои денеска се тука со нас во Центар за меѓукултурен диалог, дека на некој начин ќе им дадеме поттик да нивните идеи понатаму ги развиваат и успеат да ги имплементираат, тоест да ги спроведат. Од примените идеи од Македонија, првата награда ја доби Викторија Крстеска со иновативна идеја за веб апликација која ќе помогне да се следат попустите и понудите од македонската и бугарската страна на границата. Мојата бизнис идеја е изучување на бугарскиот јазик и македонскиот, значи како што налагаше и самиот конкурс за поттикнување на меѓуграничниот регион, со тоа што младите од двете земји може да го изучуваат македонскиот, паралелно и бугарскиот јазик, со тоа што како што ги изминуваат нивоата при нивната обука, може да добиваат некои награди, бенефиции и попусти во изучувањето. Второто место на конкурсот е за идејата на Николчо Гошев, кој предложи курсеви за онлайн учење и поддршка за нови бизниси. Мојата идеја беше во областа на едукација на млади, но онлайн едукација како решение за надоградба на своите вештини. Целиот проект ќе биде како веб платформа каде што младите ќе може да пристапат до курсеви во областа на IT, но покрај IT ќе имаме и курсеви во областа на бизнисот, soft skills, маркетинг, предприемништво. Предлозите, освен оригинална идеја за предприемничка иницијатива, целеа кон позитивно влијание врз подобрување на квалитетот на животот на населението во прекуграничниот регион Македонија и Бугарија. Во рамки на проектот се реализира и онлайн обуки за предприемништво и вештини за вработување кои се достапни на веб-сајтот на проектот. Градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски е добитник на благодарницата Етиен Пат од Центарот за карпеста уметност на Македонија за неговите заложби во организацијата во пресрет на јубилеот еден век од откривањето на карпестата уметност во земјава од страна на еден од најголемите светски археолози, французинот доктор Етиен Пат. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски ја прими престижната благодарница Етиен Пат од страна на директорот на Центарот за карпеста уметност на Македонија, професор доктор Душко Алексовски. Признанието е по повод учеството и придонесот на општината на чело со градоначалникот во пресрет на јубилејната прослава еден век од откривањето на карпестата уметност на територијата на Република Македонија од страна на еден од најголемите археолози Етиен Пат. Во таа насока, Крива Паланка ја прифати иницијативата за именување на улица во општината по името на професорот Пат, зашто постапката е во тек. На свечената академија во пресрет на големиот јубилеј кој се одбележува следната година, присуствуваше и ќерката на професорот Пат, господја Женевјев Пат од Франција, која беше почестена со благодарница и медал. Благодарници од Центарот за карпеста уметност на Македонија им беа доделени на председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски за заслуги во развојот на карпестата уметност во земјава, како и на градоначалникот на Старо Нагоричане Милован Стојковски, каде во употреба беше пуштен Музеот за карпеста уметност на Македонија, кој ќе го носи името Етиен Пат.
Првиот артефакт од карпестата уметност, овој престижен археолог го открил за време на Првата светска војна, кога тој бил војник во француската армија. Со тоа биле отворени нови културни перспективи за нашата земја, а Пат се смета за основоположник на карпестата уметност во земјава. Свечената академија во пресрет на јубилеот беше организирана во соработка со француската амбасада во Македонија. Од полноќ нафтените деривати во државата ќе се точат по нова цена. Со одлука на регулаторната комисија цените на бензините се зголемуваат, додека на нафтата се намалуваат. Новите цени ќе траат 2 недели. Регулаторната комисија за енергетика одлучи цените на бензините да се зголема додека цената на нафтата да се намали. Од полноќ Евросупер 95 ќе се точи по 71,50 денари за литар, Евросупер 98 за 73,50 денари. За разлика од нив, Евродизел и екстра лесното масло за домаќинство ќе се точат по намалени цени. И тоа, Евродизел за 56,50 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство за 45 денари. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,053 денари во однос на цената утврдена согласно одлуката од 1 јуни 2015 година и со тоа цената на мазутот изнесува 27,816 денари за килограм. Новите цени ќе почнат да се преминуваат од полноќ и ќе траат 2 недели. Согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари, од 1 јули е предвидено поскапување од 3 денари за кутија цигари. Најскапата кутија цигари, која денес чини 120 денари, за 8 години ќе изнесува 154 денари. Од 1 јули 2015 година е предвидено поскапување од 3 денари за кутија, согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари. Новата повисока цена во продавниците на Македонија треба да почне да се примерува на стартот од летото, доколку производителите не решат да ја компензираат. Зголемување од по 3 денари на цигарите се предвидува се до 1 јули 2016 година, пошто во наредните 7 години тие ќе поскапуваат по 4 денари за кутија годишно. Ваквиот тренд на покачување за 8 години драстично ќе ги поскапи цигарите во земјава. Па така, најскапата кутија цигари која денес чини 120 денари, за 8 години ќе достигне цена од 154 денари. Спојот на искуството и свежината во кадровската политика, како што и беше најавено, треба да ја водат партијата во следните години. На вчерашната седница на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, партијата избра нов состав на извршниот комитет. На вчерашната седница на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, партијата избра нов состав на извршниот комитет. Оваа постапка е во рамките на статутот на партијата и беше во очекување по одржувањето на редовниот конгрес во Куманово. На седницата беше избран и генерален секретар на ВМРО-ДПМН. На оваа функција по втор пат беше избран досегашниот генерален секретар Емил Димитриев. Во новиот состав на извршниот комитет има 10 нови имиња, од кои дели досега и се познати на македонската јавност, но некои се освежување во партијата, како што и беше најавено на Кумановскиот конгрес. Во новиот извршен комитет беа избрани професорот на економски факултет во Прилеп Никола Димески, професорот од машинскиот факултет Христијан Мицковски, доктор Александар Митов, градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски, кој во ова партиско тело се очекува да ги застапува интересите на граѓаните кои живеат и работат во руралните средини и други. Во новиот состав на комитетот на партијата остануваат да членуваат Мартин Протуѓер, Никола Тодоров, Никола Поповски, Зоран Ставревски, Сашо Мијалков, Владимир Пешевски, Гордана Јанкуловска. Во извршниот комитет членови се и подпредседателот на собранието Антонио Милошовски од Кичево, координаторот на пратеничката група Илија Димовски од Велес, пратениците Зоран Георгиевски од Куманово, Силвана Бонева од Струмица, Зоран Илиовски од Битола и Владимир Ѓорчев. Во новоизбраниот состав членуваат и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, Милеја Накиевски и председателите на униите на жени и млади Даниела Рангелова и Владимир Нелоски, а повторно се избрани и пратениците Нола Исмајловска и Фатмир Имеровски. Од овој состав се очекува да ја продолжи успешната работа на ВМРО-ДПМН. Данокот на додадена вредност од 5% за становите, што требаше да важи до 31 декември 2015, ќе остане непроменет уште 3 години. Ова е предвидено со најновите измени на законот за ДДВ кои ги подготвува Министерството за финансии. Побарувачката на станови се зголемува, иако продажбата бележи намалување. Тренд на опаѓање имаат и цените за околу 11% од 2010 година. Интересот за купување станови се зголемува, и тоа пред се должи на повластената ДДВ стапка од 5%.
Затоа бараме пролонгирање на одредбата која го дефинира овој процент, односно стапката на ДДВ, да не се зголеми, истакна Марија Петреска од Стопанската комора. Евентуалното зголемување на ДДВ од 5 на 18% би повлекло поскапување на становите за околу 13%, а тоа ќе резултира со намалување на прометот за 2 до 3 пати и намалување на приходите во државниот буџет. Стопанската комора укажува и на континуирано зголемување на вредноста на стамбените кредити кои се речиси двојно зголемени од пред 5 години. Во овој изминат период се искористени стамбени кредити во вкупна вредност од околу 186 милиони евра. Генерална е оценката дека изградбата на станови е се побрза и поквалитетна. Согласно анкетата на комората со која биле опфатени 20 компании, моментно во градба се 2042 стана, од кои 252 не се продадени. Продажбата, велат од комората, и натаму е најмногу условена од атрактивноста на локацијата. Просечните цени на становите минатата година во Скопје изнесувале 876 евра за метар квадратен без ДДВ, за разлика од 2010 година, кога биле 1043 евра. Во останатите населени места низ Македонија, метар квадратен чинел 544 евра, а во 2010-та 718 евра. Грчкиот министер за финансии Јанис Варофакис отврди повлекување на Грција од еврозоната, истакнувајќи дека тоа не би било рационално решение за грчката криза. Пентагон соопшти дека американската армија извршила воздушни напади во Либија врз цели на терористи поврзани со Ал-Каеда. Иран нема да дозволи пристап на меѓународните инспектори до своите воени објекти, иако тоа ќе биде во спротивност со меѓународниот договор за неразвивање на нуклеарно оружје. Вести од светот. Грчкиот министер за финансии Јанис Варофакис отврли повлекување на Грција од еврозоната, истакнувајќи дека тоа не би било рационално решение за грчката должничка криза. Според него единствен начин за напредок е реструктурирање на долгот. Отфрлам излегување на Грција како рационално решение, изјави Варофакис за Билд. Тој додава дека во разговорите мора да се вклучи германскиот канцелар Ангела Меркел. Грчкиот министер за финансии вели дека Атина е подготвена да се согласи на договор со кој ќе биде реструктуриран долгот на државата. Во Брисел беа завршени преговорите на Грција и представници на Европската унија и ММФ без договор. Пентагон соопшти дека американската армија извршила воздушни напади во Либија врз цели на терористи поврзани со Ал-Каеда. Вршиме проценка на резултатите од операцијата, дополнителни информации ќе бидат објавени кога ќе биде соодветно време за тоа, наведува во соопштенијето потпоралот на Пентагон Стив Ворен. Ворен нагласува дека според првичните информации нападот бил успешен и целта погодена, без да го објави името на екстремистите кои биле цел. Иран нема да дозволи пристап на меѓународните инспектори до своите воени објекти, иако тоа биде во спротивност со меѓународниот договор за неразвивање на нуклеарно оружје, изјави иранската армија. Во дополнителниот дел на меѓународниот договор за неразвивање на нуклеарно оружје, што Иран го усвои, се дозволуваат изненадни инспекции на нуклеарни постојки, како и редовни посети на нуклеарни локации. Иранските власти сметаат дека таков пристап е можен само во исклучителни ситуации, поради што на меѓународната агенција за атомска енергија е потребно специјално барање. Машката македонска ракометна репрезентација се избори за настап на Европското првенство, што следната година ќе се одржи во Полска. Во решавачкиот надпревар од последното коло во квалификациите за Европското првенство, македонските ракометари ја совладаа Чешка со 32-28, полувреме 15-12 во надпреварот што се одигра во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Иако гостите од Чешка се до 26-та минута го контролираа резултатот и беа во предност, сепак во завршните 4 минути од првото полувреме црвено-жолтите по серија од 5-1 на одмор заминаа со позитива од 3 гола, 15-12. Во вториот дел избраниците на селекторот Ивица Обрман рутинирано ја одржуваа, а на моменти изголемува предноста за на крај да се радуваат на триумфот со конечни 32-28. Најефикасен во нашата селекција беше капитанот Кирил Лазаров со 11 голови, а Дејан Манасков средбата ја заврши со 7 погодоци. На голот Борко Ристовски имаше уште еден фантастичен настап со 14 успешни интервенции. Со оваа победа нашата селекција го освои второто место во групата 6 со 7 бодови, 3 помалку од Франција, а пред Чешка која остана на 5 и последно пласираната Швајцарија, која што квалификациите ги заврши без бодови. Ова ќе биде трето последовно учество на Македонија на европските првенства, вкупно четврто, со што е продолжен континуитетот на настапи на оваа генерација ракометари на големите надпреварувања. Покрај Македонија и Франција од групата 6, како и домакинот,
Пласма на Европското првенство досега обезбедија Хрватска, Норвешка, Данска, Шведска, Словенија, Унгарија, Русија, Шпанија и Германија. Љубинко Друловиќ со пораз дебитираше на клупата на нашиот најдобар национален тим. Откако Македонија доживеа пораз од 2:1 од Словачка во надпревар од квалификациите за Европското првенство, кое во 2016 година ќе се одржи во Франција. Репрезентацијата на Македонија го забележа петтиот пораз во квалификациите за Европското фудбалско првенство 2016-та, откако синоќа во Жилина со 2:1 загуби од Словачка. Домакините победата ја обезбедија уште во првото полувреме, кога постигнаа 2 гола. Првиот во 8-та минута преку Корнел Салата, а стрелец на вториот погодок беше Марек Хамчик во 38-та минута. Голот за Македонија го постигна Аријана Деми во 69-та минута. Иако најавуваа можно изненадување против фаворизираниот противник, македонските фудбалери беа немоćни да ја спречат шестата победа од исто толку надпревари за словаците, кои сигурно чекорат кон пласман на првото за нив европско првенство. Селекторот Љубинко Друловиќ не успеа во своето деби на клупата на Македонија да донесе позитивен резултат од едно гостување во овој квалификацијски циклус и на другите две средби од шестото коло во С групата победи за фаворитите. Шпанија ја победи Белорусија со 1:0 и Украина со 3:0 славеше против Луксембург. Со оглед на тоа дека наближува летото и спортските конкуренции во земјава финишираат, викендов во Крива Паланка беше спуштена завесата на третото издание на меѓуопштинската фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Конопница, кој заедно со ривалот Премиер доминираше во надпреварувањето сезонава, е новиот шампион во меѓуопштинската лига. Со малку повеќе спортска среќа се радува по искусните, кои со 2:1 победија во дуелот со младите фудбалски надежи од Крива Паланка. Двата клуба беа убедливо најквалитетни во третата надпреварувачка кампања и заслужија во дерби дуел да одлучуваат за тоа кој ќе се радува на почестите. Како што беше целото првенство, изедначен беше и овој двобој, како и да е пехарот го освои Конопница. Ние сме ново создадена екипа, втора сезона учествуваме во ова надпреварување и имавме голема желба да го освоиме трофеот како нова створена екипа. Што од почетокот на сезоната имавме за цел да бидеме шампиони на четвртата општинска лига и еве сега тоа ни се оствари таа желба. Продолжувате ли следната сезона, дали ова е мотив за да продолжите да продолжиме и следната сезона да се надпреваруваме, но бидејќи немаме доволно финансиски средства, не можеме да играме никаков бараж за да влеземе во третата македонска лига. Трета сезона, трет победник. Екипата на Силград супериорно стигна до шампионскиот наслов и ќе остане запишана како првиот славеник во историјата на оваа амбициозна конкуренција. Предходната сезона се радуваа младите од Премиер, додека статусот и реномето за кои се бореа во предходните средби, фудбалерите на Конопница го истакнаа на вчерашниот надпревар. Оваа сезона помина добро, без некои проблеми во лигата. Задоволен сум од играта што нашите екипи сите у Крива Паланка идат напред. Заслужена победа на фудбалскиот клуб Конопница во директниот дуел за првото место. Ние ја честитам првата титула. Екипите се изедначени и одлучи повеќе спортската среќа. Ние не ги искористиме нашите шанси, тие дадоа гол од полушанса и тоа е тоа. Величковски се надева дека од година во година популарноста, квалитетот и интересот ќе расте. Во станувањето на меѓуопштинското фудбалско надпреварување се покаже како вистински погодок. Уште еднаш се уверивме дека Крива Паланка има верни следбеници на најважната споредна работа на светот. Публиката исто така ја потврди својата жет за планетарно популарната игра, а младите демонстрираа потенцијал и потреба за што почести средби на зелениот терен. Македонија го доби вториот медал на европските игри, кои оваа година за прв пат се одржуваат во Баку, Азербејџан. Откако каратистот Емил Павлов го освои бронзениот медал во категоријата до 60 килограми. Овој успех го повтори и вториот македонски каратист кој настапи во Баку, Мартин Несторовски. Тој во дуелот за бронзениот медал во категоријата до 84 килограми беше убедлив против ривалот Слободан Битевиќ од Србија. Павлов во борбата за третото место го совлада српскиот представник Марко Антич со 2:0 во категоријата до 60 килограми. Павлов е првиот спортист кој настапи на игрите во Баку и на Македонија го донесе првиот медал. Предходно, македонскиот каратист беше дисквалификуван во полуфиналето, откако направи грешка и со двете нози излезе надвор од борилиштето. Сето тоа се случуваше во самиот финиш од борбата, во која Павлов имаше водство од 4:2 против домашниот представник Ферзалиев. Денеска на европските игри ќе настапи вториот македонски каратист Мартин Несторовски во категоријата до 85 килограми.
Од меѓународната спортска сцена информираме за следните настани. Екипата на Golden State се наоѓа до чекор на освојување на титулата во НБА лигата. Започнува судењето на Никола Карабатич и уште други лица осомничени за местење на надпревари. Во Франција, во Монпелие, во кривичниот суд започна судењето на Никола Карабатич и други лица обвинети за аферата околу напреворот помеѓу Цесон и Монпелие, одиграна на 12 мај 2012 година, чиј резултат бил наводно наместен поради спортски влогови во обложувалниците. Обвинетите се обвинети за местење, односно за измама или соучество во измама. Тие се соочуваат со 5 години затвор и парична казна од 375.000 евра. Се очекува судењето да трае околу 2 недели. Покрај Карабатич обвинети се уште 8 играчи на ракометниот клуб Монпелие. Во петиот меч од финалната серија во НБА лигата, екипата на Golden State стаса до првата меч топка откако го освоила Кливленд со 104-91 во интересен напревар. Во првото полувреме се водеше равноправна битка во која двете екипи прикажаа добра игра, а домаќините го решија со 50-49. Во вториот дел на сцена стапи MVP-то на сезоната Кари, кој беше мощно расположен и успеа да погоди неколку клучни поени. На Кари му се приклучи одличниот Демон Грин кој реализира 16 поени. Во Кливленд Леброн Джеймс имаше уште една магична нос со 40 поени, 14 скокови и 11 асистенции, но се покажа како недоволно за победа. Покрај Леброн Джеймс во Кливленд се истакна и Трисан Томпсон, кој имаше учинок од 19 поени и 10 скокови. Следниот шести напревар можеби ќе биде и последен, доколку Golden State забележи победа, а воедно ќе ја освои титулата. Денеска имавме сончево и топло време, какво што не очекува и утре. Додека во среда се очекува поизразена нестабилност во попладневните часови со пороен дожд и грмежи. Следува метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Останете на К3 и имајте пријатна вечер.